најавувате нови социјални реформи. Можеме ли граѓаните да ги запознаеме за какви реформи станува збор? Добре најдов и благодарам на поканата. Денеска сум во општина Струмица и навистина ми е мило што го посетив и Центарот за социјална работа, во кој што остваривме голем број на вработувања. Ова беше еден од центрите кој што имаше најмал број на вработени, а се очекуваше многу затоа што Струмица е голем град и многу населени места опфаќаме. И со тие 12 вработувања дадовме енергија во центарот прво тој да се разработи со постоечкиот систем, но исто така сите вработени во наредниот месец ќе поминат низ обука за управување со случаи. Главната реформа која што ќе се случува во системот на социјална заштита е поврзување на системот кој што исплаќа пари или социјална помош до сега позната кон граѓаните и вработувањето или агенцијата за вработување. Сега овие два система или овие два центри ќе мора да соработуваат на дневно ниво за секое едно лице кое што се среќава со сиромаштија или ќе прима достоинствен приход, она кое што го ние кажуваме како реформа, како ново нешто. Со тоа што основицата се зголемува за два пати. Ако до сега основицата е 2400, тогаш основицата ќе биде 4000, но сумата која што ќе ја добива едно петочлено семејство, да кажеме, 20 возрастни 3 деца или 20 возрастни трето болно лице и 2 деца, ќе биде речиси приближна до минималната плата. И со тоа што сакаме да направиме, не да ги изедначиме минималната плата и социјалната помош, туку оние кои што примаат социјална парична помош да ги извлечеме на пазар на труд, затоа што за сумата која што ја примаат, тие ќе мора да бидат активни на пазарот на труд, да допоминат преквалификација, доквалификација, одредени обуки, да се вклучат во општинско корисна работа за да може нивните работни навики да се вратат и да ние ги сметаме за потенцијален кадар. Македонија е држава во која што имате голем број невработени, а при тоа бизнисот бара работници и вели нема работници во Македонија. Да, нема квалификувани работници, но со спојување на овие два сегмента сметам дека ќе направиме две добра. Од тоа од една страна ќе понудиме квалификуван кадар на бизнисот, но од друга страна ќе извлечеме многу граѓани од сиромаштија. Имаме една тенденција на трансгенерацијски пренос на сиромаштија. Дедото, синот и внукот примаат социјална помош. Исто бабата, мајката, ќерката. И со тоа се создава навика дека вие нешто мора да примате од државата. Не, идејата е секој да придонесува и да си ја заработува својата плата и со тоа да си го прехранува семејството. И многу е важно тие навики и тој концепт да го вратиме во Македонија, затоа што порано сме имале работни луѓе, многу малку приматели на социјална помош. Сиромаштијата настанува кога ќе се изгуби идејата дека сите треба да работиме и да придонесуваме за своето семејство и сигурна сум дека реформата ќе го врати тоа, нема да биде тоа најдно со магично стапче. Министерството статистика, колку граѓани се на рап на сиромаштија, на рап на екзистенција во државата? Така, во Македонија сиромаштијата се пресметува над 20% од населението дека живее во сиромаштија, но многу е страшно да зборуваме за бројки. Во нашата држава пописот е она кој што треба да го направиме. Знаете дека 12 години се одбиваше да се направи попис. И ако ние немате точни бројки за вкупниот број на население, многу е тешко да направите проценка на она население кое што е сиромашно. Но ако ги видиме па и административните податоци, ќе видите дека околу 30.000 домакинства примаат социјална помош. И тоа е голема група на граѓани за кои што системот не се трудил да ги извади од сиромаштво, туку само по трошки им давал и ги оставал во системот. Ние велиме ќе вложиме многу во тие луѓе, повисока ќе биде сумата, не вложува државата, вложуваат сите граѓани затоа што системот на социјална заштита се финансира преку даноци. И сите ние имаме одговорност да следиме дали системот ги извлекува тие луѓе, за колку брзо време ги извлекува и дали праведно се трошат. Но затоа што се давале трошки до сега, никој не се грижел за тоа да ги извлече луѓето, туку ајде да затвориме неколку усти. Ние велиме ќе дадеме многу, но ќе очекуваме многу и ќе бараме одговорност и партнерски однос од сите граѓани кои што ни се во систем на социјална заштита. Тоа ќе го постигнеме само преку спремни социјални работници и стручни кадри кои што поминуваат низ обука, ќе се поврзат со вработените од агенција за вработување и како еден систем ќе го понудиме на граѓаните и ќе сите заедно ќе следиме како оваа реформа ќе дава резултати.